Урбани вести на Прва Скопска, добре дојдовте. Оджачарската професија е дефицитарна во Скопје, па и во целата држава. Градот Скопје спроведува обуки за повторно да заживее оваа професија. Повеќе за оджачарството дознаваме во вестите подолу, а сега следува генералната најава. Останете со нас. Големено полициско присуство пред трговски центар Капитол. Ново возило за заловување и транспорт на бездомните куќиња во Скопје. Дали оджачарството е исплатлив бизнис или не? Летно работно време на Ситибас. Привремен сообраќаен режим викендов наводно. Кампања за заштита на граѓаните од кражби се спроведе денеска во општина Аеродром пред трговски центар Капитол Мол. Представници од СВР Скопје денеска делеа флаери со едукативна содржина и им укажуваа на граѓаните како да го заштитат својот дом од кражби и како да се заштитат од џебните кражби. Пред трговскиот центар Капитол денеска беше зголемено присуството на полицијата, но не за да казнува, туку да ги советува граѓаните како да го заштитат својот дом од кражби и како да се заштитат од џебни кражби. Општина Аеродром и СВР Скопје денеска организираа кампања за заштита на домовите од кражби со цел да се зголеми свеста кај граѓаните за поголема заштита од кражбите. Сите врати и прозорци треба да бидат добро затворени, да не се дозволува непознато лице да влегува во домот, никогаш да не се остава влезната врата отклучена и да се пријави во полиција на 192 ако се забележи нешто сомнително. Ова беа само дел од советите кои полициските службеници им ги кажуваа на граѓаните. Имаме кампања за како да се заштитите од кражбите во вашиот дом и од џепните кражби. Доколку се возите во автобус, да запазите, пример, веќе ви објаснам. Прво, вака торбичката не се носи. Правилно е да се носи од оваа страна вака, но од наопаку, така. Исто така, треба да запазите, секогаш да сте заклучени дома, да пазите, кога излегувате да има барем едно светло пригушено на влезната врата, од зградата ќе го залепите. Доколку има некои исторители кои што сакаат да извршат било какво кривично дело, они кога ќе го видат ова, самите престануваат, бидејќи со ова делуваме превентивно, мислејќи од нивна страна, дека има камери, дека снимаат и самите се откажуваат. Во рамки на кампањата, освен што директно се советуваа граѓаните, се делеа известување и флаери со едукативна содржина и повеќе совети како граѓаните да се заштитат од кражби. Ристо Јовановски од Оделението за превенција при СВР Скопје истакна дека со овие кампањи сакаат да зголемат свеста на граѓаните и полицијата да биде поблизу до народот. СВР Скопје во овој период од годината ја продолжува својата кампања за подигање на свеста на граѓаните во текот на летниот период за превенција на кражби во куќи и станови. СВР Скопје става голем акцент на превенцијата, се со цел подигање на свеста и намалување на ваквите појави на подрачјето на град Скопје. Анализите покажуваат дека споредбено со минатиот месец извршените кривични дела на тешки кражби во станови е намален за 20%. Основна цел на проектот е да се зголеми информираноста на граѓаните, подобрување на безбедносната состојба на територија на општина Аеродром, со што ќе се придонесе до зголеменото чувство на сигурност на граѓаните, со работка и зголемена доверба на граѓаните во полицијата. Ставено во употреба новото возило на комунална хигиена кое е наменето за заловување и транспорт на бездомните куќиња од скопските улици. Возилото ќе се користи при секојдневните акции за заловување на бездомните куќиња кои ќе се транспортираат во стационарот Вардариште. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје го стави во употреба новото возило наменето за заловување и транспорт на бездомните куќиња од скопските улици. Ова е второ возило на Комунална хигиена што ќе се користи од специјализираната служба за хуман третман и контрола при секојдневните акции за заловување на бездомните куќиња кои ќе се транспортираат во стационарот Вардариште. Инаку Комунална хигиена од 2007 година го спроведува проектот за хуман третман
третман на бездомните куќиња. Програма наречена Залови, стерилизирај, врати. Според програмата, куќињата откако ќе се заловат од службата за хуман третман и контрола, се транспортираат во стационарот Вардариште, каде може да се сместат околу 100 животни во боксовите изградени по европски стандарди. Во стационарот Вардариште има ветеринарна служба што ја проценува здравствената состојба на бездомните куќиња, како и нивната евентуална агресивност, при што здравите единки се подложуваат на третман на стерилизација, се прочистуваат од внатрешни и од надворешни паразити, се вакцинираат од беснило и се задржуваат околу 10 дена. Доколку за тоа време не бидат вдомени, овие животни се враќаат на локацијата од каде што се заловени. Во текот на 2017 година, службата за хуман третман и контрола заловила 1444 куќиња, од кои што 1055 биле медицински третирани, а 159 од овие животни биле вдомени во стационарот Вардариште. Во Скопје има околу 140.000 оџаци и само 20 оџачари, што значи дека професијата изумира. Луѓето што ја работат оваа професија велат дека она што ги демотивира младите е тоа што ова е работа за само неколку месеци, а заработката е мала. За да заживее оџачарството во главниот град, градот Скопје спроведува обука за оџачари која наиде на многу слаб интерес. Младите не сакаат да се занимаваат со чистење на оџаци затоа што ова е стресна, тешка и валкана работа. Луѓето кои што се занимаваат со оваа работа се многу ретки, што значи дека професијата изумира. Луѓето што ја работат оваа професија велат дека она што ги демотивира младите е тоа што има работа само неколку месеци, а заработката е мала. Цената зависела од оџакот. Има оџаци кои не се чистени по 40 години и услугата може да чини од 500-600 па се до 1500 денари. Редовното чистење на оџаците е добро за заштита од пожари. Од оваа работа не може да се живее, но може да се обезбедат дополнителни приходи за потполнување на домашниот буџет. Градот Скопје, за да ја заживее оваа професија, спроведува обуки за оџачари кои ја наиде на многу слаб интерес. Пријавени се само 15 кандидати кои ја посетуваат обуката. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, ги посети кандидатите и им порача дека оџачарството е исплатлив бизнис, со тоа што нагласи дека по 15 септември, кога ќе им заврши обуката и ќе добијат сертификат за оџачари, ќе објави субвенционирање за чистење оџаци. За таа намена градот ќе одвои 10 милиони денари. Чистењето на оџаците го намалува загадувањето на воздухот за 30 до 40% и значително ја намалува потрошувачката на огревно дрво и пелети. Во Скопје има околу 140.000 оџаци и само 20 на оџачари. Во Скопје некогаш функционирало предпријатието Оџачар, во кое работеле околу 100 оџачари. Денеска работат само 2 регистрирани оџачарски сервиси со 10 оџачари. Професијата оџачар е дефицитарна и низ цела Македонија. Тие кои се занимаваат со неа се веќе во поодминати години. Некои го презеле занаетот од своите најблиски, а други сватиле дека сега тоа може да биде добар бизнис. Занаетот е стар колку и човештвото. Се кажува дека порано децата кои ги викале шегрти, ги спуштале во оџаците и ги чистеле со гребење. Постепено занаетот се развивал и се усовршувал. Во Европа најпрво се развил во Италија и оттаму се шири, а како професија датира од 20-тите години од минатиот век. Класичното чистење на оџакот може секој да го прави и самиот домаќин може да ги исчисти. Но не е само тоа. Најважната работа на оџачарот е да му даде совет на домаќинот што му е проблемот. Дали има пукнатини, дали има ризичен оџак, дали треба да се руши или треба да се санира. Со цел да се раздвижи економијата на локално ниво, жителите на општина Карпош ќе имаат можност да користат услуги по пониски цени со картичката Моја картичка, Мој Карпош. Во проектот се вклучени 214 бизниси кои функционираат на територија на општина Карпош.
Вкупно 214 бизниси кои функционираат на територија на општина Карпош се приклучија во првата фаза од проектот Моја картичка, мој Карпош. Со оваа картичка жителите на Карпош при купување ќе имаат попусти. Во проектот се вклучија фирми од различни области: угостителство, кафулиња и ресторани, театри, спортски сали, здравствени организации, информатичка технологија, автомобилската индустрија и други. Целта на овој проект е да се раздвижи економијата на локално ниво, граѓаните, односно жителите на Карпош, да купуваат и да користат услуги по пониски цени, а локалните бизниси да имаат поголема посетеност и добивка. Од општина Карпош информираа дека во предстојниот период ќе продолжи следната фаза на проектот, каде што ќе се дефинираат критериумите за користење на картичката, изработката и другите детали. Од денеска до 13 јуни во Скопје Сити Мол голема понуда на книги од домашни и странски автори нуди летниот саем на книга. Според организаторите, изданијата ќе бидат со атрактивни саемски цени, а ќе има избор за сите читателски вкусови и возрасти. Летото и годишните одмори се идеално време за опуштање, релаксација и поминување квалитетно време со добра, интересна книга. За љубителите на пишаниот збор во трговскиот центар Скопје Сити Мол се одржува летен саем на книга кој на граѓаните им нуди голема понуда на книги од домашни и странски автори. Саемот ќе биде отворен од денеска до 13 јуни, а се одржува во организација на Македонската асоциација на издавачи. На летниот саем на книга своји изданија нудат издавачките куќи Просветно дело, Детска радост, Магор, Бата прес, Матица, Венеција, Штип, Икона, Нампрес и Лагос А. Според организаторите, изданијата ќе бидат со атрактивни саемски цени, а ќе има избор на сите читателски вкусови и возрасти. Во рамките на саемот ќе има детско катче со работилници, а за љубителите на пишаниот збор ќе биде организирано потпишување примероци и гостувања на поети. Од Сдруженијето на издавачи најавија уште неколку летни саеми со цел да им се приближат книгите на читателите и во другите градови. Почнува летното работење на Ситибас, панорамскиот автобус за туристичко разгледување на Скопје. Автобусот од сабота ќе тргнува од градскиот плоштад од 11 и од 17 часот. Од сабота почнува летното работно време на панорамскиот автобус за туристичко разгледување на град Скопје, кој го менаџира ЈСП Турс Ситибас. Автобусот ќе тргнува од 11 и од 17 часот од градскиот плоштад пред зградата на Евана, каде ја завршува рутата која е со време трајање од 45 минути до 1 час. ЈСП Турс соопшти дека се менува времето на тргнување кое претходно беше од 11 и од 13 часот поради топлото време. Цената на билетот останува непроменета 150 денари, а туристите добиваат и картичка со едно возење во градскиот превоз. Од град Скопје информираа дека викендот ќе биде воведен привремен сообраќаен режим поради одржување на брзинско-ридски натпревар во автомобилизам. Сообраќајниот режим се однесува на дел од улицата Тодор Александров и патот кон Средноводно, а од ЈСП информираа дека од недела почнува летниот режим на работа на автобуските линии. Поради одржување на брзинско-ридски натпревар во автомобилизам, викендов ќе има привремен сообраќаен режим на дел од улицата Тодор Александров и патот кон Средноводно, информираат од град Скопје. Затворени за сообраќај ќе бидат улицата Тодор Александров на потегот од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија и патот до Средноводно, во сабота од 8 до 16 часот и в недела од 8 до 15:30. Од град Скопје исто така информираа дека возилата на автобуските линии кои го поврзуваат градот Скопје и Средноводно 25, 25А и 25Б нема да сообраќаат, освен автобуската линија 25 со редовен возен ред по 16 часот во сабота, односно 15:30 в недела. А од ЈСП Скопје информираа дека од недела автобуските линии на ЈСП почнуваат со летен режим на работа. Летниот возен ред може да се види на веб страната на ЈСП.
Град Скопје ги известува граѓаните на Скопје дека од утре ќе бидат отворени игралиштата на песок на градска плажа. Спортските терени ќе бидат отворени за спорт и рекреација секој ден од 10 до 24 часот. Од утре ќе бидат отворени за користење од бојкарското и ракометното игралиште на песок на градска плажа Парк, информираат од град Скопје. Сите заинтересирани граѓани, ученици, студенти, рекреативци, спортски клубови и здруженија на граѓани можат бесплатно да спортуваат и да се рекреираат на овие игралишта на песок. Спортските терени градска плажа Парк ќе бидат отворени за спорт и рекреација секој ден во термините од 10 до 24 часот. Закажувањето може да се врши секој ден на самите игралишта. Терминот за бесплатно користење е со време траење од 1 час. Денеска имавме сончево и топло време со температура до 34 степени. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно и нестабилно на повеќе места со пороен дожд и грмежи. Попладне во источните делови процесите ќе бидат поинтензивни. Температурата утре ќе достигне до 31 степен. Во недела температурата ќе се движи од 16 до 30 степени, во понеделник од 17 до 33 и во вторник од 17 до 34 степени. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Повеќе информации имате на matama.mk. Довидување.